Премиерот на Република Македонија Зоран Заев вчера од Тетово најави просечна плата од 500 евра до крајот на 2019 година. На трибината насловена како Заедно едно општество за сите во Домот на културата во Тетово, рече дека борбата на секој политичар е да има економска добивка за сите граѓани. Уште во првите месеци ја воведовме ефтината тарифа на струјата. Годишно граѓаните со оние 2 часа во секој работен ден заштедуваат 11,4 милиони евра пари. Тоа го покажува месечното понderирање на досега заштедените пари кај граѓаните. 11,4 милиони евра пари останале дома во секое семејство. Тоа е ефектот од воведувањето на ефтината тарифа за струјата. Само од укината радиодифузна такса државата се откажа од приход од 12,5 милиони евра. Тие пари денеска остануваат кај граѓаните. Паралелно со тоа ја воведовме минималната плата. Еве денеска исправени пред втората мерка да ги поддржиме покачените плати согласно спиралата. Директно од буџетот одвојуваме пари за да ги поддржиме покачувањето на платите од 12 на 15, од 14 на 17, од 17 на 18. Сето она што се појави како покачување на плати ќе биде поддржано директно од буџетот на Македонија. Зошто? За да не се случи да колабират фирмите и да имат стабилност и да го следат трендот на покачувањето на платите. Затоа да знаат сите дека бројките покажуваат и тие се непрекосновени. Повеќе од 90.000 работници во Македонија добиваат повисока минимална плата. Затоа сега со новата мерка нови 50.000 работници во Македонија ќе почувствуваат ефекти од новата мерка за поддржување на отворената спирала на покачување на платите. Добрите односи со соседите може да донесат само добивка за граѓаните на Македонија, рече премиерот Заев. Денеска политичари од најголеми калибри, од светско и европско ниво, зборуваат за позитивниот пример што Македонија го дава со европско однесување, преку европски манири и подавање рака на пријателство. Денеска сме одлични пријатели и со Албанија, и со Србија, и со Косово, и со Бугарија, и со Грција. Со сите имаме одлична соработка. Одржавме заеднички влади и со Бугарија, и со Албанија. Одготвуваме заеднички влади и со Србија, и со Косово. Со Бугарија го потпишавме историскиот договор за пријателство. Кога видоа индици за плодна почва националистите, зборуваа дека готово. Се и се одзема на Македонија. Ке не разобличат. Ништо ке е од народ и од јазик и од нашата посебна историја. Еве после 9 месеци од потпишан договор за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија. Ништо не и фали на Македонија. Ништо. Само Македонија добива. Зголемена е трговската соработка за повеќе од 11%. Младите формираат заеднички музички групи, заеднички театарски представи. Сите општини од источна Македонија склучија регионален пристап со општините од Западна Бугарија, затоа што има пари во европските фондови за вакви регионални активности. Председателот на општинската организација на СДС Матетово Бобан Видоевски рече дека по многу години конечно од дневните редови има секретар на општина Тетово. Главна цел и обврска е општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз со Тетово да ја отвориме за сите нејзини членови и симпатизери, да го собереме целиот потенцијал кој и текако ни е потребен. Подаваме рака на сите кои се подготвени за искрена соработка и желни да го направат ова општество подобро за сите граѓани. Секојдневно се среќаваме со членови на партија, наши сограѓани и ги охрабруваме сите да ни пристапат, бидејќи токму тие се носители на идеите и енергијата која ни е потребна. Отворивме средби
со членовите на сите местни одбори. Ги повикавме за да започнеме целосно реорганизирање на општинската организација, започнувајќи од незината клетка членки, местниот одбор. Местото каде секој треба да даде најголем придонес и каде членовите имаат право да учествуваат во сите решенија за општествените прашања. Одзивот позитивно не изненади и уште повеќе не задолжи секој збор од секој поединечен член да биде забележен и конструктивно употребен во креирањето на политиките на општинската организација. Сакам да ја потенцирам и соработката со градските власти, која во изминатиот период вроди со одлични резултати. Општинската организација стана конструктивен креатор на градската администрација. По долги години имаме неколку клучни позиции, меѓу кои и секретар на општината. На вчерашната трибина присутните граѓани имаа можност да постават прашања. Меѓу прашањата на граѓаните беше и судбината на поранешниот дом на Арама во Тетово, за кој премиерот Заев вети дека ќе разгледа идејата да стане младински културен центар.